Владата ќе амнестира затвореници бидејќи бројката на лица што издржуваат казна во Идризово е 2 пати поголема од стандардите на затворот. Премиерот Зоран Заев денеска го посети казнено-поправниот дом Идризово, од каде порача дека едно од решенијата за субстандардните услови во затворот е законот за амнестија, тема која, како што рече, е веќе отворена, а Народниот правобранител и Министерството за правда веќе имаат свои мислења. Како една од опциите за растоварување на преполниот Идризово, Заев ја наведе амнестијата на дел од осудениците преку укинување на 30% вкупната казна или преку други методи за кривичните дела за кои постои таква можност, но не и за тешките облици на криминал како педофилија или злосторства против човештвото. Тој потенцираше и дека некои делови од затворот ќе мора да се урнат, бидејќи не е возможно да се реновираат. Веројатно, дел од решението е и законот за амнестија. Ова тема се отвори. Веќе разговараат и работат неколку невладини организации, Хелсиншкиот комитет, Народниот правобранител има свое мислење, Министерството за правда ја води работата. Ќе го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесат одлуката, соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови, сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Јас сум убеден дека ќе има комплетна свесност од владата, од парламентот, во делот на изнаоѓањето на решенијата за брзо решавање на ваквите лоши, нехумани и несоцијални услови кои што денеска ги видовме, а и граѓаните ќе ги видат токму преку фотоапаратот на владата и камерата на владата која што беше денеска со нас. Заев во Идризово беше придружуван од Народниот правобранител Иџет Мемети и директорката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска, за кои најголеми проблеми покрај лошите услови се и менаџирањето на затворот, повратниците кои се создаваат од затворениците, како и проблемот со корупцијата во затворите. Премиерот Заев изрази увереност дека владата и парламентот се подготвени за брзо решавање на лошите и нехумани услови во затворите.